Ова е серија подкасти на Новост, поддржана од ДМ Дрогерија во рамките на проектот Циклусна грижа, поддршка за женското здравје. Ке имаме интересни соговорници, ќе зборуваме на значајни теми, останете и следете ги нашите разговори. Во оваа емисија ќе зборуваме за врската која што постои помеѓу циклусот и вежбањето, односно дали сепак треба да одиме на вежбање и како да вежбаме. На оваа тема ќе разговараме со Павлинка Тренчовска, дипломиран фармацевт и фитнес инструктор. Пале, добре дојдовте. Драго ми е што ја прифативте можноста да позборуваме на тема женско здравје и вежбање. Ви благодарам за поканата, навистина ми представува особена чест. Сметате ли дека се уште постојат многу недоумици на оваа тема? Дали и кога треба да се вежба, особено кога станува збор за период на месечниот циклус што го добива жената? Така, да. За жал, се уште постојат голем број на жени за кои што вежбањето за време на менструалниот циклус представува едно огромно не. Меѓутоа, се уште не постои ниту еден научен доказ кој што зборува дека вежбањето за време на месечниот циклус, на целиот месечен циклус и во периодот кога се случува тоа менструално карварење, дека вежбањето има штетен ефект и го влошува женското здравје. Туку напротив, постојат бројни студии кои што укажуваат на тоа дека токму вежбањето го подобрува квалитетот на жената токму во тие периоди и ги олеснува сите тие проблеми кои што се пропратени во самиот тој период. Би сакала на почетокот да им објасниме на нашите гледачки колку е важно во суштина самото вежбање за целокупното здравје на жената. Зошто некоја жена да се натера себе си, особено во ова време кога имаме премногу работа, премногу обврски, понекогаш и немногу енергија за вежбање, но сепак зошто да го ставиме во нашиот распоред дневен вежбањето и да го правиме тоа? Така, да. Па секако дека е од огромна важност. Воопшто, вежбањето има многу позитивни ефекти и врз женското и врз машкото здравје, 30 минути на ден, ако не повеќе, треба да биде императив во повеќето денови од неделата, меѓутоа доколку тоа не е возможно, согласно обврските кои што ги има секоја жена во текот на денот, треба да се потсетиме и да запомтиме добро дека нешто е подобро од ништо. Така да секоја жена треба да се труди колку што може повеќе да го искомбинира времето за да може да даде приоритет во некои денови од неделата и да биде застапено вежбањето во дневната рутина. Тоа е од особена важност, бидејќи со самото вежбање се подобрува работата на срцето, работата на белите дробови. Мислам, тоа е нешто што сите го знаеме, меѓутоа да го ставиме во една рамка и да направиме едно потсетување. Исто така, ја подобрува циркулацијата, со самото тоа целото тело се снабдува многу подобро со кислород и со нутритивни хранливи материи. Целото тело е во функција, му се подобрува функцијата, станува побудно и едноставно може да се справува со сите грешки кои што се случуваат во текот на функционирањето. Многу процеси се случуваат во нашето тело, меѓутоа кога имаме здраво тело, нахрането со големо количество на кислород, тоа е будно, умее да ги детектира тие одредени грешки кои што водат во за жал денешните најнесакани состојби, умее да ги детектира, да ги исправи и на тој начин самото тело ни е секако во подобра функција и поголема корист за нас нормално. Секако дека секој ќе си го организира своето време доколку сака да помине некој дел од својот ден вежбајќи, пешачејќи било каква активност. Меѓутоа постојат некои генерални препораки. Кога е подобро? Можеби некој од нас е слободен наутро, некој попладне или навечер. Кога е најдобро да се вежба? Дали има некои генерални препораки околу ова прашање? Препораки, сега, согласно слободното време, постојат некои тврдења дека е најдобро наутро, постојат некои други тврдења дека
е подобро навечер. Во текот на денот, значи ние цело време имаме промена на нивото на хормони и на дневно ниво, а со тоа и промена на самата енергија. Така да, јас лично, нели, би препорачала да биде тоа застапено во текот на денот. Кога? Значи, кога ќе ни дозволи времето и, мислам, можностите, кога ќе можеме да го вклопиме во кој дел од денот, тогаш и да биде застапено. Вие работите со многу жени, долгогодишен фитнес тренер сте и се разбира дека среќавате жени кои што имаат најразлични проблеми, дури поврзани со менструалниот циклус кој што е тема на нашиот разговор. Препорачувате ли вие лично да се вежба за време на менструалниот циклус, еве и во првите денови, кога знаат некои од симптомите па и крварењето да бидат поизразени? Така, да. Значи, сега ние овде зборуваме за жени кои што имаат редовен, регулиран циклус и кај кои што имаме отсуство на одредени гинеколошки состојби кои што отстапуваат од физиолошките, нели, случувања во нашиот организам. Значи, кај сите тие жени секако дека е препорачливо, па и во првите денови од, нели, за време на крварењето. Во таа фаза, значи, нивото, нели, целиот тој циклус е воден и регулиран од страна на неколку хормони, меѓутоа постојат два хормони, тоа се естрогенот и прогестеронот, кои што директно имаат влијание врз самото вежбање. Така да во првата фаза, значи во првите денови, нивото на тие хормони е доста ниско, со тоа и енергијата. Така да тоа е одлично време кога можеме, значи, да практикуваме тренинзи со некој понизок интензитет. Дали ќе биде тоа нешто йога, пилатес, пешачење или исто така и други класични вежби, меѓутоа, нели, со понизок интензитет, во таа фаза треба едноставно да действуваме на начин на кој што ќе го негуваме нашето тело и ум. Не треба да си правиме физички стрес и напор и едноставно да правиме вежби во кои што уживаме. После третиот ден, значи тоа сепак релативно на почетокот, нели, од самиот циклус, естрогенот, нивото на естрогенот веќе почнува да расте, така што енергијата ни расте. И имаме чувство дека сме подготвени за поинтензивни тренинзи, за кардио, па дури и за дигање на тежини. Така да во текот на, нели, самиот тој циклус, во текот на втората и третата, некаде до средината на третата недела, естрогенот е во континуиран пораст. Така да тоа е одлично време каде што можеме, нели, да го дадеме максимумот и да го искористиме позитивното влијание на естрогенот кој што влијае исто така и во процесот на создавање на мускулите и ред други позитивни влијанија. Така. Што може да очекуваме како бенефит за нашето добросостојба на нашето тело доколку редовно вежбаме или барем да се трудиме во периодот кога сме со добра енергија, да речеме овие први денови на обилното крварење можеби и би можеле некако да ги прилагодиме. Но додека останатите денови вежбаме, што може да очекуваме како награда за нас? Така. Облажување на некои негативни симптоми. Да, секако. Значи, цело време, нели, тие негативни симптоми кои што ги зборуваме, доколку сме цело време активни, и се трудиме да се држиме до таа некоја, нели, мислам, едноставно тоа да ни биде приоритет во текот на денот, да не го изоставиме, со тек на време, секако дека помалку ќе ги чувствуваме тие негативни, односно, да, симптоми, кои што се непријатни, нели, во текот на циклусот. Па дури и на самиот почеток, нели, од циклусот, пред малце спомнавме, самото крварење, значи кога се случува крварењето, самиот тој процес по себе е воспалителен процес. Значи заради тоа имаме грчеви кои што се придружени, нели, со болка. Самото вежбање допринесува да се излачат одредени материи, нели, да не навлегуваме во детали кои се тие материи, значи природно се лачат тие материи кои што имаат ги неутрализираат супстанциите кои што се ослободуваат како резултат на воспалителниот процес и исто така имаат природен аналгетски ефект. Значи како резултат на тоа ни се зголемува дури и толеранцијата кон болката. Доколку вежбаме, значи помалку ќе ја чувствуваме, поради тоа што се подобрува, нели, самата циркулација и грчевите се намалуваат. Исто така при самото вежбање се лачат и хормони на среќата. Значи тоа променливо расположение, поради кое што сите бегаат од жените во тој период,
станува, значи се подобрува поради тие хормони, ни се подобрува спиењето, концентрацијата, исто така се зголемува енергијата како резултат на вежбањето и што е многу важно, самото вежбање допринесува за намалување на нивото на кортизолот, а тоа е хормон кој што се лачи при стресот и има многу несакани ефекти врз нашето здравје. Така да тоа се мал дел од придобивките, а ги има уште многу, дури 150 на некаде. Какви се вашите искуства, бидејќи секојдневно работите со жените? Дали генерално практикуваат девојките и жените да вежбаат за време на менструалниот циклус или сепак одбираат да мируваат во тој период? Да, има и такви. Има некои кои што викаат денеска не можам, бидејќи нели прв ден ми од циклусот, а има и некои кои што никогаш не знам кога има, така да сигурно се цело време активни без разлика на тоа дали се во таа фаза или не. Ако вежбањето, го спомнавме пешачењето, дали тоа е добра замена за вежбање? Што добиваме ако никако не мируваме, да речеме, наместо да правиме некои вежби кои што можеби би биле не во однос со нашето расположение и енергија во првите денови од менструалниот циклус, но да речеме една прошетка со некое умерено темпо во природа, да речеме. Така, секако бенефитите се исти, нели, интензитетот е различен, чувството на задоволство, значи тука ќе ни се излачи исто и допаминот, кој што е одговорно за чувството на задоволство, бидејќи сме биле корисни, нели, во текот на денот и едноставно тоа се, мислам, се лачат еден куп хемиски материи кои што ние не сме ни свесни како делуваат, само што, нели, чувствуваме промена на расположението, промена на чувството на задоволство, така да нема разлика. Значи, индивидуата сама си одлучува дали ќе оди со некој класичен тренинг со понизок интензитет или ќе направи една убава прошетка со убаво друштво, со убав разговор. Бенефитите исто така ќе бидат големи. Спомнавме дека како што минуваат фазите на менструалниот период, во овулативниот период знаат жените да имаат повисоко ниво на енергија. Како да се вежба тогаш, да не се префорсираат мускулите и телото, да направиме некој контраефект тогаш? Така. Тоа е така во овулативниот период поради тоа што двата тие хормони кои што пред малце ги спомнавме го достигнуваат својот пик, а исто така и концентрацијата на тестостеронот е тогаш најголема. Така да енергијата и перформансите ни се на завидно ниво и тоа навистина е период кога можеме слободно да се ставиме на жешко столче и да го извадиме максимумот од себе. Од друга страна естрогенот не штити од повреда, како што спомнавте, нели, да се претренираме. Ги штити мускулите од повреда и исто така естрогенот има влијание на фазата на опоравување од самиот тренинг, така да мускулите многу побрзо се опоравуваат во таа фаза за разлика од другите фази во текот на месечниот циклус. Потоа доаѓа фазата на предменструалниот период. Так. Како тогаш да се вежба и тешко ли е да се следат? Знам дека ќе речеме секој треба да го следи говорот на своето тело. Меѓутоа постојат луѓе кои што не се можеби толку сензитивни во таа смисла. Едноставно можеме ли да направиме некаква рамка по која што би требало во која што треба да се движиме, насоки кои што може да ги следиме? Така. Значи во таа фаза нивото на естрогенот опаѓа и енергијата. Исто така, некој го чувствува повеќе, некој помалку. И тука можеме исто така секако дека не треба да застанеме, меѓутоа треба да изведуваме тренинзи и да не се оптеретуваме со интензитетот. Туку можеме да се насочиме например кон усовршување на одредено движење, на одредено изведување на одредена вежба, значи да се фокусираме на формата на вежбата, на правилно изведување, можеби помалку повторувања или со помало оптеретување, пример ако работиме со тежини или со отпор или со било што. Значи самиот дополнителен ефект кој што го зголемува интензитетот на самата вежба да го отстраниме е да се фокусираме на формата, значи на правилно изведување и на подобрување на функционалноста на самото движење од кое што се состои вежбата.
Работите со групи жени и предпоставувам дека има начин на кој што се изведува тренингот со нив. Меѓутоа, бидејќи секој е различен, дали од секоја поединечно давате насоки, секој во рамките на своите можности да го постигнува својот максимум? Како треба да се одвива вежбањето кога станува збор вежбање во група? Така, тоа е малце покомплексно, нели? Друго е кога тренираме очи во очи, значи само со еден клиент, и кога е тоа во група. Значи секогаш потенцирам, значи секој да си го слуша своето тело и да оди до својот максимум, бидејќи нели тука имаме група, секоја од нив е на различно фитнес ниво, на различна физичка подготвеност, нели, и едноставно да го слуша своето тело и да оди до максимумот кој што чувствува дека е издржлив. Да, бидејќи нели зборуваме дека вие работите и во групи, секоја жена и секој организам е различен и секој има различно ниво во кое што може да се движи. Дали тоа го советувате и ги насочувате на тој начин да вежбаат? Да. Иако се вежбите генерално исти за групата, меѓутоа секој да се движи во рамките на своите ограничувања. Така, да. Точно така, значи кога се вежба во група, значи е многу по-комплексно за разлика од вежбање очи во очи, значи со еден клиент. И тука секогаш им советувам да го слушат своето тело и да одат до својот максимум. Нели јас морам да го дадам мојот максимум, бидејќи мора секогаш да има мотивација плюс, нели, бидејќи сите се на различно ниво, за секој тежината е различна, и исто така, например, кога имаме некои покомплексни вежби, се трудам да покажам алтернатива. Значи, ако не можеш ова, пробај ова. Меѓутоа, нели, не се откажува. Или, например, ако треба 10 пати, направи 2 пати, направи 3 пати, не оди 10 пати. Едноставно, слушај го своето тело, нели, за да може да ти биде во функција, да го даде својот максимум. И сега сакам низ вашиот личен пример да покажеме како всушност може да се стигне до тоа ниво кога предпоставувам дека тренингот не е потреба веќе за телото, меѓутоа ајде на почетоците. Имаше ли во вашите почетоци период кога ви беше тешко да се натерате да одите на тренинг, да се облечете, да одвоите дел од времето наместо да сте во зимно време стуткани под кевето пред телевизорот? Како ги совладувавте тие, не знам, бранови на ништо не ми се прави, буквално? Так. Токму тоа беше причината заради која што јас самата си решив да се лиценцирам и да станам инструктор и да бидам во функција на други луѓе, бидејќи само тогаш нема да можам да си наоѓам изговори. Претходно вежбав и цело време беше, нели, денеска е ова, утре ова, од секогаш сум сакала активен начин на живот, меѓутоа секогаш имало причина да, нели, го скокнам тој тренинг, па и следниот. И кога ја видов ова прилика конкретно, значи кога се лиценцирав за Kango Jumps, како Kango Jumps инструктор, тоа ми беше првото нешто што ми беше водилка. Значи викам, кога ќе се ангажирам за другите, нема шанси да наоѓам изговори и ми се вежба, не ми се вежба, мора. Меѓутоа, имам забележено дека често пати се случува, значи и денес имам денови кога, нели, така ти е малку потешко, тоа е како резултат на, нели, променливоста на хормоните кои што ја диктираат нашата енергија, нашата мотивација. Значи има денови кога исто така се чувствувам, меѓутоа тоа само додека да почне. Штом се пушти музиката, мислам сето тоа го заборавам и едноставно се буди таа другата во мене која што секогаш ужива, да ужива и секогаш сака да го даде максимум. Кога се постигнува тоа веќе ниво, телото да бара да биде физички активно, затоа што сите го имаме тој период, се трудиме да сакаме да вежбаме, но не фаќа некој период на мрзеливост, кога си бараме изговори, ќе работам 101 работа само да не морам да вежбам, но многумина кои што редовно вежбаат, па и спортистите ќе речат, моето тело бара. Колку време треба да се биде редовно физички активен и да се живее тој начин на живот за едноставно да не постои никаква пречка, па што сака да се случува и со хормоните и со остатокот од светот. Така. Не постои одговор на тоа прашање. Значи, сето тоа зависи од самата индивидуа, колку какви се целите, нели, колку цврсто ги посакува целите кои што си ги има поставено пред себе
И нели се случува, имаме примери и спортисти кои што активно спортувале цел живот, што се вика, одеднаш прекинуваат и нели го нема тој момент, телото ми бара. Значи едноставно од една крајност се оди во друга крајност. Може би и поради тоа потребно е да бидеме свесни за тој момент, нели, и цело време да одржуваме некоја рамнотежа, значи да не одиме во екстремности и во крајности. Например, истото тоа и за исхраната важи, нели, бидејќи исхраната е многу важен дел од сето тоа за да, нели, една индивидуа биде комплетна во целата таа приказна. Значи да не одиме во екстремности, мотивацијата некогаш ја има, некогаш ја нема, меѓутоа дисциплината треба да ја задржиме и таа секогаш ќе ни биде водилка и нема да дозволува да, нели, едноставно да се откажуваме, да прекинуваме и да одиме во некоја друга приказна. Во однос на тоа кога жените вежбаат за време на менструалниот циклус, постои ли опасност од некакви повреди доколку несоодветно се вежба? Така, Дали телото е поранливо, почувствително и на некои физички, да речем, воспалителни процеси и така натаму? Да. Значи секогаш постои ризикот за повреда доколку некоја вежба се прави несоодветно, неправилно, доколку самата комплексност на вежбата не е прилагодена со интензитетот на вежбата или со физичката подготвеност на кандидатот кој што нели вежба, секогаш постои ризик од повреди. Меѓутоа исто така и повторно хормоните ќе ги спомнеме, во добар дел од целиот тој месечен циклус естрогенот нели е на високо ниво. Има еден несакан ефект, а тоа е ги прави самите тетиви и лигаменти полабави и постои можност за повреда нели на тие делови од нашето тело. А тие се присутни секаде, нели? Меѓутоа има решение и за тоа. Во тој период треба да бидеме свесни и да си направиме подобро, подолго загревање и нормално да се правилно да се хидрираме. Колку е важно да има некој што ќе ве води во тој процес? Сите знаеме дека се ни е достапно сега на интернет, меѓутоа некој кој што ќе ве слушне, некој кој што ќе даде стручен совет. Дали не треба да го занемаруваме моментот на искусните луѓе и оние што си ја знаат работата во моментот кога треба да вежбаме, затоа што сепак на крајот на краишта станува прашање за нашето здравје. Така, да. Секако. Значи потребно е нели сите ние да имаме една таква личност, за да не држи мотивирани, да не ги дава правилните информации и секако некој што би ни представувал идол, мотивација, нели, за да цело време сите ние имаме некои такви луѓе кои што ни представуваат инспирација, водичи во целиот тој процес, бидејќи е многу важно, нели, и со вежбањето и со исхраната да правиме правилни чекори за да го добиеме позитивниот ефект, инаку може нели да го имаме и обратниот ефект. И еве, како за заокружување на овој разговор, дали сте имале случаи да доаѓаат девојки, жени кај вас, да бараат да бидат вклучени во програмите за вежбање токму за олеснување на, не знам, непријатни симптоми за време на менструалниот циклус, свесност за грижа за своето здравје, не само за физичкиот изглед, она што понекогаш беше главниот мотив некој да почне да вежба? Така, да, има секакви примери. Меѓутоа, еве, и некој што не доаѓал од таа причина, после известно време, нели, во разговор, знае да ми каже дека тој проблем го имав, па сега веќе го немав и да не е врзан со циклусот, со месечниот циклус, проблеми од друг тип, например, несвесно, забележуваат дека со тек на време, уствари, нели, сите тие работи исчезнуваат баш како резултат на нивната активност во текот на целото време. Ви благодарам многу за разговорот. Ви благодарам и вам.